битно да се нагласи дека тука практикуваме здружено градинарство. На почетокот од годината најчесто правиме расад, за да може на пролет да ги пресадиме тие садници. Расадот го правиме во објектот тука во близина, што е прилично застаклен и приспособен за правење расад, иако нема таа првичната намена. Начини на градинарство, собирање на семе, чување на семето, како се компостира и слични некои активности. Освен тоа, понекогаш имаме и културно-уметнички настани да ги надржам, затоа што е отворена градината. Домати, пипер, кимор, патлиџан, салати, зелки, блитва, спанајк, се што може да се насади во една бавча и тоа го практикуваме тука, секој на свој начин, затоа што нема строго утврдени правила, освен најстрогото правило да не сме да се употребуваат пестициди, хербициди, инсектициди и фунгициди што се синтетички произведени и се практично отрови. И исто не е дозволено да се користи вештачкото ѓубриво, затоа што и тоа има штетно влијание на почвата, на почвените микроорганизми. Сите градинари си имаат определена површина каде што градинарат, но заедно за да функционира градината ние се координираме секој месец и почесто ако има потреба, зависно од сезоната. И целта е да се дружиме, социјализацијата е многу битна и да се покаже еден пример дека е изводливо да се здружат луѓето и да прават нешто полезно во заедничка насока. Преносот на знаење исто така се обидуваме да го оствариме со тоа што организираме посети од страна на училишта, дали се тоа прво, второ, трето одделение, некогаш доаѓаат дури од средните училишта, исто така има посети и од градинките, без разлика на возраста. Секој може да научи нешто за градинарењето и тоа си го примени во секојдневниот живот. За жал, уште ова е единствениот ваков пример. Се надеваме дека ќе поттикнеме и други да се пуштат во ваква авантура и да основаат други градини од други места и низ Скопје и по другите градови, се надевам. Ако требаат некои совети, искуство како се снаоѓаме до сега, тука сме отворени за соработка. Добар ден.